Во пресрет на божикните празници во Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги во тек се подготовките за нивното празнување. На 5 јануари недела организирано по малата во општината ќе се пали коледарскиот оган, на кој како по традиција се собираат граѓаните и го започнуваат прославувањето на Христовото раѓање. Свештениците не го оправдуваат палењето на коледарскиот оган, зашто велат. Има малку поделени мислења и ставови околу оваа традиција. Традицијата е навистина нова и не е позната на православието, туку влече корење од една српска традиција. Веруваме и мислиме дека за време на српската окупација била пренесена и овде, но исто како со Бадниковата вечер, ваквото славење и ваквото собирање на изедничарење на луѓето нема ништо лошо и не е противканонско, се до оној момент додека не ја премине она црвена линија пред се на христијанско однесување. Значи зборуваме, многу пати имаме ситуации кога таквите славења преминуваат во пијанки, луѓето се собираат, конзумираат мрсна храна за време на пост и сето тоа значи го губи празникот рожденството Христово го губи своето значење. Знаеме дека не можеме да правиме компромис помеѓу оно што е навистина дадено од Христос и оно што е од луѓето. Значи пак ќе напоменам дека нема ништо лошо во таквите собири, но апелираме значи луѓето и во тие мигови да размислуваат за Христос, за неговото раѓање, за неговите страдања, во никој случај да ги забораваат сиромасите, бидејќи на тие собири трпезите се навистина полни, додека има луѓе кои што навистина се борат за екзистенција и немаат во тие празнични денови да ја наполнат софрата и со најосновни намирници. На 6 јануари, понеделник, ден пред Божик, семејствата се собираат на Бадниковата постна трпеза за да вечераат. На трпезата се наоѓаат постни јадења, а се дели и погача со паричка. Кај нас, посебно во Источна Македонија, постои една прекрасна традиција. Значи на 6 јануари вечерта пред да ни биде објавена тајната и големата радост за раѓањето на Христос, во овие краишта луѓето, семејствата се собираат на заедничката Бадникова вечера, каде што се крши лепчето со паричка и според традиционалното верување оној во кој што ќе се падне паричката ќе биде најсреќен таа година. Ќе напоменам дека ова е една традиција која што не се коси со каноните на православната црква и како таква е навистина прекрасна, бидејќи во денешното динамично време на живење, во темпото во кое што ние битисуваме и екзистираме, семејството да се собере на заеднички ручек е навистина една ретка привилегија. Па така оваа традиција, овој празник кој што е длабоко вкоренет во нашиот народ, представува една прекрасна традиција која што се надеваме ќе ја негуваат и наредните генерации. Христовото раѓање на 7 јануари, вторник, во црковниот храм Свети Великомачени Ѓорги ќе се прославува сутрена и вечерна богослужба, на која е најавено присуството на митрополитот Брегалнички господин Иларион. Во вторник, среда и четврток, трите дена Божик, ќе се служи света божествена литургија. Во вторник е најавено присуство на високопреосвещениот митрополит наш Иларион, кој што ќе отслужи света божествена архиерейска литургија со повеќе свештеници од Брегалничката епархија, додека исто така утредента ќе се отслужи литургија на денот посветен на светиот